Ќе се осврнеме на интересна тема. Постои ли официјална дијагноза скршено срце, синдром на скршено срце? Дали медицината навистина препознава ваква состојба? На оваа тема разговараме со кардиолог доктор Златана Петковска. Добре ни дојдовте. Добро утро. Добре, ве најдов, благодарам на поканата и мислам дека оваа тема е доволно интересна за да го задржиме вниманието на вашите гледачи. Сама по себе дефинитивно интересна. Па е да започнеме веднаш. Во секојдневниот говор често велиме ми се скрши срцето од тага. Дали навистина медицината ја препознава оваа состојба или сепак станува збор за метафора? Така, изразот ми се скрши срцево не е само поетска метафора. Медицината апсолутно ја препознава оваа состојба и ние ја дефинираме како синдром на скршено срце или такацубо, односно стрес-индуцирана кардиомиопатија. И што представува оваа состојба? Оваа состојба се јавува кај лица кои преживееле или доживуваат силен емоционален или физички стрес. И се дефинира буквално како стрес-индуцирана кардиомиопатија. Загуба на близок, развод, силен стрес, а можеби некогаш и позитивен шок може да доведат до ваква состојба? Токму така. Најчести причини за појава на такацубо синдромот или синдромот на скршено срце е неочекувана загуба. Смрт, болест на брачен другар или некој близок член од семејството. Примање на лоша вест за некоја сериозна болест. Загуба, повторно ќе спомнам, вест за некаква болест, некаква интервенција, некаква медицинска процедура. Семејно насилство, физичко насилство, интензивен страф, кој може да се јави во случај на, ќе дадам пример, вооружен напад, сообраќајна незгода, огромни елементарни непогоди, како што се земјотреси, поплави. И многу убаво спомнавте, и добра вест може да предизвика појава на синдром на скршено срце. Например, добивка на лотарија или некоја изненадувачка забава. Значи, ништо не е добро што е екстремно за срцево. Секогаш треба да бидеме додекаде умерени. А сега да го одговориме на физичко ниво. Физички, што се случува во организмот? Така, такацубо синдромот за прв пат е опишан во 90-тите години во Јапонија. Од таму и потекнува името за овој синдром и во основа представува слабење на левата комора на срцето, неможност да доволно испумпа срцето крв низ телото за да стигне до целните органи и како резултат на тоа доаѓа до појава на симптоми и оштетување. Што се случува всушност е да при силен емоционален стрес или физички стрес, во организмот се зголемува нивото на стрес хормоните. Како, например, адреналинот, норадреналинот, кортизолот. Сега се почесто, во последно време стана популарно да слушнеме кои се тие стрес хормони кои не вадат од колосек. Како резултат на тоа се јавува едно, да кажем, зашеметување на срцето или станинг миокард. Значи, така доаѓа стручното име. Во основа, како ќе се покачи адреналинот, кој не е нормално го имаме, меѓутоа, во енормни количини, при услови на стрес, тој делува токсично на самата мускулна клетка, ја релаксира, ја парализира. Од друга страна, дополнително делува на ниво на циркулацијата, значи предизвикува спазам на коронарните крвни садови, кои овозможуваат циркулација на крв и носење на хранливи материи до срцето. Како резултат на тоа се јавува нарушување на ефективноста на пумпањето на срцето и од таму, повторно ќе кажам, произлегуваат овие симптоми кои ќе го алармираат пациентот да се јави на лекар и да побара стручна помош. А кога сме кај симптомите, може се разликуваат ли од срцев удар? Не, значи ова е најинтересниот момент, дека симптомите на синдромот на скршено срце се мимикрија на симптомите на акутен срцев удар. Или оваа кардиомиопатија е еден од најчестите имитатори, да кажеме, на срцев удар. Па пациентот ќе ни дојде во амбуланта и ќе каже имам тежина во градите, имам болка во градите. И како лекарите прават разлика? Во тој случај се започнува веднаш со дијагностичка процедура. Најпрво се прави во амбуланта ЕКГ и тука ЕКГ-то повторно
е слично со ST сегмент промени кои покажуваат дека да, се работи за срцев удар. Следниот чекор, тоа се прави во најкраток временски период. Следниот чекор е вадење на крвни анализи, се бараат тие биомаркери на срцево кои се покачени, меѓу луѓето е познато тропонинот. Они бараат и самите пациенти кога доаѓаат кои малку повеќе прочитуваат, знаат да го побараат тоа. Се прави ехокардиографија и со ехокардиографијата ја гледаме формата, големината, структурата на срцето и тука е многу интересно дека кај Такацубо или кај синдромот на скршено срце се менува формата на левата комора. Тоа значи дека врвот на срцето се стеснува, а базата или долниот дел се проширува и се дува како балон. И тоа личи на глиден сад за ловење на октоподи во Јапонија кој се користи и се вика Такацубо и од таму уствари доаѓа името за самиот синдром. Има трајни последици или се лекува? Значи, трајни последици нема. Само ова би сакала само да допоменам дека крајната евалуација дали е или не е миокарден инфаркт се прави со коронарографија. Тоа е меѓу луѓето познато, нели? И се гледа кај акутниот срцев инфаркт имаме запушување на крвен сад, на коронарни артерии, кај Такацубо синдромот, коронарните артерии се чисти, проодни, уредни. И проблемот е само во срцето. Така, овдека ние диференцијалната диагноза расчистуваме за што всушност се работи. За среќа, овој синдром е реверзибилен. Тоа значи дека имаме заздравување и опоравување на срцето или пациентите осеќаат повлекување на овие симптоми, знаци во временски период од околу 2 месеци, еве да кажеме. Меѓутоа, дел од пациентите, мал процент, остануваат и понатаму со симптоми, водат кон една прогресивна, за жал, болест срцева слабост и многу ретки исклучителни случаеви може сепак да заврши со фатален исход. Често слушаме дека жените почесто страдаат од синдром на скршено срце, дали е тоа точно? Апсолутно, да? Апсолутно. Што ние помалку чувствителни сме, не страда нашето срце. Меѓутоа, ова е сега интересен факт, дека жените страдаат од срцеви заболувања, значи кардиоваскуларниот ризик кај жените се зголемува над 50-та година. Зошто? Затоа што до 50-та година, до менопауза, нас жените не штитат хормоните. Естрогенот во глобала. Значи храбро срце до 50-та. Значи ние имаме храбро срце до 50-та, за разлика од мажите кои страдат од кардиоваскуларни заболувања на многу помлади години, да кажеме. Ајде еден совет за крај. Темата ни е голема и ќе имаме прилика повторно. Дали постојат некакви техники за да се заштитиме од стресот, да се заштитиме од скршено срце, да влијаеме? Во пракса, затоа што сите знаеме теоретски дека треба, нели, да се внимава и да не се стресираме толку, ако би можела така да се изразам, но во пракса е нешто сосема поинаку. Генерално срцево како да го заштитим, иначе скршено срце, неочекувани ситуации имаме многу во животот. Така, значи стресот колку и да кажеме, нели, треба да го елиминираме, тоа е подсвесно и делува. Убаво е да се употребуваат релаксирачки техники од, не знам, јога, медитација, техника на правилно дишење, до практикување на здрави навики на живот. Тоа значи здрав начин на исхрана. Ние тука сме подрече кое е богато со медитеранска храна, значи можеме да го практикуваме тоа. Редовна физичка активност. 4 до 5 пати, барем по 30 на минути. Здрав сон. Престанок на пушење, конзумација на алкохол. И секако многу битно што ние како кардиолози ги препорачуваме се редовните превентивни кардиолошки прегледи, бидејќи многу подобро е нешто да спречиме отколку потоа да добиеме инфаркт и да треба тоа да го лекуваме како компликација. Докторке, благодарам. Благодарам многу. Благодарам и на вас. Поздрав до гледачите.